Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов признава дека не им дал дозвола на лицата со попреченост да постават шатори пред собранието во знак на револт кон актуелната власт поради немањето слух за нивните барања. Жали за нивната состојба, но за Шилегов тоа не било начин за решавање на проблемите. Не заборави и да се пофали што направил градот во изминатите 4 години за лицата со попреченост и покрај нивните критики кои укажуваат на спротивното. Не мислам дека поставување на камп, особено поставување на камп во кој што би престојувале лица со хендикеп, лица кои што и така имаат тежок живот, би придонело да нешто отиде побргу. Многу е битно дека посветеноста наша, посветеноста на градот, посветеноста на државата, ако сакате, посветеноста на општините е во намера и на начин се спроведуваат работите да помогнеме на тие лица и тоа е всушност правиот пат. Го прашавме Шилегов дали кога веќе не им дава дозвола да постават шатори би ги примил на средба. Уверува дека би соработувал со нив во секое време. Но од коалицијата менуваме тврдат дека градскиот татко не одговарал на нивните телефонски повици. Обвинија дека локалната власт врши дискриминација на луѓето кои се борат за своите права, а тоа никако не смее да се случува во демократска држава. Според председателот на организацијата Суаре Талишан, една земја вреди толку колку што ги почитува немојкните и безпомошните. Ова нас не личи на замолкнување на демократијата, замолкнување на гласот на лицата со попречености и да не бидат видливи во општеството. Ние како коалиција менуваме, продолжуваме да ги блокираме улиците низ Скопје, како и низ Републиката. Ако и тогаш не бидеме видени, следен чекоре, искрено кажано, жал ќе ми биде од 1 август до 3 ќе не може никој да појде ни до Охрид, ни до Грчка, особено за тие транзитните минувачи од другите земји. Поточно ќе бидат блокирани сите автопатишта. Лицата со попреченост во вторникот протестираа со цел државата да им овозможи достоинствен живот, побараа подобрување на социјалната заштита, зголемување на месечниот надоместок од сегашните 7.000 на 12.000 денари, како и намалување на границата за добивање додаток од 26 годишна на 18 годишна возраст. Тие вчера сакаа да постават и шатори пред собранието, но не добија дозвола од град Скопје, иако како што велат барањето било уредно поднесено до администрацијата.